Национално помирување и обединување околу државните стратешки интереси, стабилизација на државата, владење на правото и ослободување на институциите од партиски влијанија. Христијан Мицкоски е подготвен да разговара со сите политички актери, а идејата за заедничка стратегија ја смета за важен чекор кон долгорочен развој на Македонија. За ова се потребни добри односи помеѓу власта и опозицијата. Внатре во владината коалиција вели дека меѓусебното разбирање е на високо ниво. Премиерот во новогодишното интервју за МИА порача дека диалогот помеѓу политичките партии и академските институционални чинители е важен, но истовремено ја искритикува ДУИ дека со националистичката реторика сака да постигне меѓуетнички тензии и да ја подели јавноста. Она што многу повеќе ме загрижува е што никако да се завртат кон самите себе и да сватат каде грешат. Бидејќи на дневна основа ги губат своите позиции и оние мали кои што ги има кај нашите стратешки партнери. Затоа што ова што представува нивна реторика, нивна порака во јавноста, дополнително ги оддалечува од демократските процеси. Да креираме една долгорочна стратегија за неколку децении однапред, за да знаеме што треба да направиме и каде треба да се стремиме како држава. Добро е ова што е се поприсутно во јавноста, добро е што зафаќа темел. Националното обединување е важно и за исполнување на стратешката цел на Македонија влез во Европската унија. Нагласува дека реформи се потребни, но не смее да се дозволи и натаму Македонија да биде жртва на билатерални проблеми. Тој е подготвен да се сретне со високи бугарски представници за да ги разгледаат сите можности за решавање на проблемот. За уставни измени со одложено дејство, Мицкоски вели дека ниту еден политичар од ЕУ не кажал не. На 18 јануари пак заминува за САД, каде меѓу другото ќе побара поддршка и од стратешкиот партнер за евроинтеграциите. Се обидувам да ги презентирам нашите аргументи, да се борам со аргументите на вистината, чувствата кои што ги имаат нашите македонски граѓани, за сето она кое што се случуваше во минатото, што све требаше да направиме. Неизвестноста за иднината, бидејќи повторно имаме билатерални пречки. Стравувањата од сето тоа и покрај тоа што можеби сме направиле како ниту еден народ кој што пристапил во таа Европска унија, ние се уште не сме ни милиметар поблиску кон Европската унија. За повеќето полициски акции за разбивање на криминални банди, терористички келии и сузбивање на корупцијата. Мицкоски е дециден дека се она што зависело од владата и институциите на извршната власт ќе го завршат безпрекорно, а потоа на потек се правосудните органи. За да биде комплетна борбата против криминалот и корупцијата, судството треба да се ослободи од политичките влијанија и да се обезбеди правда за сите граѓани. Тоа може да се постигне само со длабоки и суштински реформи.